Во денешното издание на регионалните вести ќе гледате: средношколците од Тетово и од Гостивар новата учебна година ја започна онлайн, а основците со физичко присуство. На првиот ден од новата учебна година, градоначалничката Теута Арифи ги отвори вратите на новото основно училиште во Мала Речица. 15-годишно девојче од Тетовско селце почина по компликации од COVID-19 на скопските клиники, а во Тетовската болница 6 пациенти. Средношколците од Тетово новата учебна година ја започна онлайн. Ваквиот тип на настава ќе се спроведува 14 дена. Ова одлука ја донесе владата поради лошата епидемиолошка состојба, а нови мерки ќе има согласно развојот на состојбата со пандемијата. Основците пак ќе учат со физичко присуство. Наместо во училница, средношколците од Тетово првите 2 недели ќе имаат настава на далечина. Откако ќе заврши овој период, ќе се донесе нова одлука согласно развојот на ситуацијата. За основците пак учебната година започна со физичко присуство. Од секторот за јавни дејности при општина Тетово информираат дека иако мал дел од учениците не дошле поради стравот на родителите, сепак првиот ден во сите училишта поминал без проблеми. Сите училишта за време на летниот период реализира активности за подобрување на условите и подигање на квалитетот на образованието во нашите училишта. Исто така се реализира и градежни активности и во градинките во градот. Се подготвени според протоколите што се потребни за реализација на наставата во услови на пандемија. Тие стриктно се почитуваат. Според тоа што го имаме како информација од денешниот ден, нема застој во основните училишта. Дел од родителите имаат еден вид на бојазност и се уплашени за тоа денеска не ги имаат пуштено децата да ја следат наставата, но тоа е минимален број. Другиот дел си тече наставата без никаков застој и проблеми во сите училишта. Што се однесува за онлайн наставата, и тоа тече за тоа што веќе сме од мината година подготвени и тоа веќе е уходен процес и продолжува без никаков проблем. Наставата со физичко присуство во основните училишта ќе се одвива по утврдените здравствени протоколи и мерки за заштита. По налог на Министерството и Комисијата за заразни болести, ние моравме да се прилагодиме на протоколот кој е донесен од нивна страна, кој опфаќа над 30 точки, и учениците ќе посетуваат настава со физичко присуство. Денес им беше даден само распоредот, како и пообично, класните раководители си ги видоа децата, со тоа што од утре почнуваме редовно со настава, нормално со почитување на протоколот кој е предвиден за оваа учебна година. Околу протоколот само на неколку точки би се задржал. Тоа е распоред за влез на учениците. Нашето училиште има 2 влеза, со тоа што ќе бидат поставени околу 5 редари кои ќе го контролираат редоследот на влез и излез на учениците. Нема мешање помеѓу класовите, не сме на одмор да излегуваат од клас учениците. Не сме да има поздрави, гушкања помеѓу учениците. Инаку денес беше првиот училишен ден за учениците од прво оделение. За нив се одржа свечен прием согласно протоколите. Основното училиште Братство Мижени оваа учебна година 2021-2022 вкупно има запишано околу 60 на првачиња, распределени во 3 оделенија. Иначе, училиштето се обидуваше по сите протоколи да оди по редот, како што е запишано од страна на Министерството за образование. Во наредните денови ќе се потрудиме, поради тоа што нашата општина знаеме дека е во линијата на загрозувачки општини, учениците да бидат безбедно згрижени со сите протоколи, повторно ќе напоменам, онака како што залагаат и Министерството за здравство. Ќе се обидеме да дадем уште една корисна, плодна, знајна генерација, која што ќе ни биде огледало на Тетово и на тетовскиот народ.
Од општина Тетово велат дека постојано ќе ја следат состојбата и ќе се прават соодветни анализи, а според одлуките на здравствените власти тие се подготвени за промена на образовниот модел, односно за одржување комбинирана или настава на далечина. Во сите училишта на подрачјето на Гостивар започна новата учебна година. Сепак само основците се вратија во училиштата, додека средношколците стартуваа онлайн. На првиот училишен ден, заменик министерот за образование Арафат Шабани го посети Гостиварското основно училиште Исмаил Кемали. Со приеми на првачињата, делење на учебници, информирање за правила и протоколи, денес започна новата учебна година. Во Гостивар, согласно одлуката на владата, во училиште за настава со физичко присуство се вратија само основците. За средношколците, учебната година почна онлайн. Највозбудени како и секогаш беа првоодделенците, кои во придружба на родителите со радост го започнаа своето прво училишно искуство. Според податоците од општината, во училиштата на гостиварска територија годинава се запишале 633 првачиња. На првиот училишен ден, заменик министерот за образование Арафат Шабани го посети Гостиварското основно училиште Исмаил Кемали. Поентата е дека во државата одлучивме дека ако последната институција што треба да се затвори, треба да биде училиштето. И сега почнуваме со физичка присутност, ќе гледаме како ќе оди целава ситуација и апелирам до сите граѓани, зашто ова е дел од култура и цивилизација на сите нас, посебно на наставниците, на родителите, да се придржуваат кон протоколите, за да имаме успешно реализирање на наставните цели на училиштата. Зашто веќе знаеме, веќе сите ги осетивме тоа како се децата да бидат од онлайн. Тоа беше некоја ванредна ситуација, што друга алтернатива немавме тогаш, единствената алтернатива беше да се затворат училиштата. Ние овој пат ги отвараме училиштата и очекуваме вака да продолжи цела работа. Учебната година ќе биде полна со предизвици за раководствата, наставниот кадар, учениците. Протоколите за заштита од ковид содржат строги правила: носење маски, честа дезинфекција на училниците, забрана за мешање на одделенијата и многу други. Веќе сме навикнати на ваков начин на работа, со оглед дека и лани дел од учениците следеа настава во училиштето, рече директорката Шпреса Усеини. Ние протоколите ги следиме 2 години. Значи, полни 2 години ова училиште немало никакво заостанување при спроведување на протоколите. Се што требало да се запише, да се искаже и на родителите, и на наставниот кадар, и на самото училиште, све имаме исполнето. Дезинфекцијата на училиштето е направена, чистотата е во ниво, средства се обезведени за секоја училница. При влезот и излегувањето исто има дезинфекција и мерење на температура. Значи, се тоа што е предвидено со протоколот за основното образование, ние тоа веќе го имаме. Не е, значи, некоја новина, нема некоја разлика, пошто минатата година скоро 500 ученици следеа настава со физичко присуство. Средните училишта во Гостивар ќе одржуваат настава преку интернет во период од 2 недели, а потоа ќе се донесе нова одлука зависно епидемиолошката состојба со ковид на подрачјето. На првиот ден од новата учебна година, градоначалничката Теута Арифи ги отвори вратите на новото основно училиште Наим Фрашери во Мала Речица. Настава во училиштето засега ќе посетуваат само учениците од прво оделение. Денеска, значи, означуваме почеток на школска година. За мене е важен овој почеток, имајќи го предвид фактот дека се заокружија работата во ова училиште. Се работи, значи, за инвестиција од 1,4 милиони евра. Исто така за површина која се покрива како објект е 3500 метри квадратни. Почнуваме денеска не сме за некое официјално отварање, тоа е некоја друга активност која ќе следи. Но сме тука за да го означиме фактот дека првите првачиња започнуваат, имајќи го предвид фактот дека додека се градеше, исто така паралелно одеше и припремањето на класот кој ќе стартира, значи се работи за првачиња кои се од оваа територија и кои започнуваат, значи, прво оделение токму со настава сега.
Исто така, тоа што е многу важно, дека очекуваме од Министерството за образование да добиеме и позитивни одговори на барањата во однос на покривање со кадар на училиштето, за да можеме градуално, значи, и другите години, респективно, да ги префрлиме во училиштето, за да може исто така и тие да следат веќе настава тука. Капацитетот за 2 смени е 560 ученици, додека 280 значи за една смена, што значи дека ќе се работи на 2 смени по системот прво, второ, трето, четврто, пето оделение една смена, другата смена значи ќе бидат повишите оделенија. Сакам да се заблагодарам до сите за сработеното и апсолутно да им посакам на сите наставници, ученици една среќна година и нормално да се придржуваме до протоколите. На владина седница беа дополнети мерките за излез од државата, а исто така беше прифатен и предлогот за започнување онлайн настава во првите 7 дена во средните училишта во Кичево и во Струга. Од денес домашните и странските државјани, освен за влез задолжително и за излез од територијата на Република Северна Македонија, на граничните премини треба да приложат еден од следниве документи. Сертификат за вакцинација за примени 2 дози од вакцината против заразната болест COVID-19, потврда за прележан COVID-19 во последните 45 дена, сметајќи од денот на оздравувањето. Негативен резултат од PCR тест направен 72 часа пред излез од државата или негативен брз тест за антигени тела направени 48 часа пред излез од државата. Доколку не биде приложен ниту еден од овие документи за влез во нашата територија, патниците одат во задолжителен домашен карантин од 7 дена. Карантинот може да се скрати на 5 дена, доколку во тој период биде приложен негативен PCR тест. Трошоците за изолација на странските државјани е на нивен трошок. Тука сакам да истакнам дека овие нови дополнителни мерки не важат за нашите возачи на товарни моторни возила, како и за возачите на товарни возила странски државјани кои транзитираат низ нашата држава. Почитувани по барање на општините Тетово, Гостивар, Кичево и Струга, а по предлог на Комисијата за заразни болести, владата на Република Северна Македонија донесе одлука првите 2 недели од учебната школска година во средните училишта во општина Тетово и Гостивар ќе биде онлайн, а во Струга и општина Кичево одлуката важи само за првите 7 дена. 25 деца во една група во градинките е најновата одлука на владата. Истата пак не важи за групите каде има деца на возраст од 0 до 2 години. Како Министерство испративме официјален допис за тие што сте компетентни да ја донесат одлуката, а тоа е Комисијата за заразни болести. Ние во неколку наврати го испраќавме тој допис за зголемување на групите со дополнителни лечења, меѓутоа секогаш бевме одбивани се до минатата недела кога е донесена таа одлука, препорака на Комисијата за заразни болести, и вчера на владина седница беше донесена одлуката за проширување на бројот за дополнителни 5 деца. Ние веќе имавме една измена на протоколот во мај, на 19 мај, кога беше зголемен бројот од 15 на 20 деца во групите од 2 до 6 години, а сега се зголемува тој број за дополнителни 5 деца. Јас верувам дека грижата за децата ќе биде на исти начин како и за тие 20 деца, дека ќе биде безбедна и дека доследно ќе се бидат почитувани протоколите. 6 починати пациенти поради COVID-19 во изминатото деноноќие во Тетовската клиничка болница. Таму моментално се хоспитализирани 105 пациенти. На скопските клиники пак почина 15 годишно девојче од Селце. Пациентка на 15 годишна возраст од Тетовско Селце починала по компликации од COVID-19 на клиниката за инфективни болести и фибрилни состојби во Скопје. Според медицинскиот извештај, пациентката имала развиено тешка форма на болеста и имала обезитас. Во Тетовската клиничка болница пак во изминатото деноноќие починале вкупно 6 пациенти, од кои најмладиот на 55 години, а најстариот пациент починал на 85 годишна возраст. Моменталната состојба е се уште преоптерварена
имаме 106 вкупно хоспитализирани лица, од кои сите се на кислородна поддршка. Сега на наша среќа се намалува бројот на хоспитализирани, иако на жалост имаме се уште многу амбулантски прегледи, што не мора да значи дека сите се потенцијални пациенти, но расте свеста на граѓаните за контролни прегледи, како што расте и бројот на вакцинирани лица. На жалост, во овие последни 24 часа имаме 6 починати лица. Најмладиот починат е над 50 годишна возраст, 4 лица починати се на 70 годишна возраст и најстарата почината пациентка ни е над 80 годишна возраст. Инаку вчера во Тетово биле регистрирани вкупно 78 нови случаи на COVID-19, со што бројот на активно болни изнесува над 2000. 3 лица од Гостиварско не ги почитувале решенијата за изолација. Во продолжение следуваат информациите од полицискиот билтен. Вчера полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово во рамките на редовните контролни активности на лица со решенија за изолација, издадени од Државен санитарен и здравствен инспекторат, утврдиле дека 3 лица од гостиварските села Долна Бањица и Градец, иако имале решенија за изолација и домашно лекување, не ги почитувале решенијата и не се наоѓале во нивните домови. Против трите лица ќе бидат изготвени соодветни поднесоци за непостапување според здравствени прописи за време на епидемија, согласно член 206 од Кривичниот законник. 41 годишен гостиварец вчера во 18 часот во секторот за внатрешни работи Тетово пријавил дека околу 15 часот во нивниот семеен дом во Гостивар физички бил нападнат од родителите, кои се обиделе да ја нападнат и неговата сопруга, пошто тој со тврд предмет искршил 2 стаклени врати од куќата. Се презимаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Фудбалската репрезентација на Македонија утре во 20 часот и 45 минути ќе игра против Ерменија во рамки на квалификациите за светското првенство во 2022 година. После 3 одиграни надпревари, Македонија е на втората позиција на табелата, со 3 поени помалку токму од Ерменија. Прв собир после Европското првенство и среќен сум што сум дел пак од оваа репрезентација и среќен сум што пак ги гледам овие момци овде, секако има и нови млади дечки кои се дојдени, така да очекувам да продолжиме во ист континуитет со максимална мотивација, да го даеме максимумот како што до сега сме го давале и да продолжиме во добри резултати, да го продолжиме тој низ на добри резултати и се надевам дека тоа ќе почнеме сега во овој циклус септември што почне. Сега кога имаме нов стручен штаб и по мене искрено мислам дека се максимално мотивирани да го работат тоа што го работат, така да и ние ќе го даеме максимум да се наметнеме на нивните идеи и се надевам дека све ќе биде во најдобар ред. Првите 3 надпревари што ги почнавме за овој циклус за светско првенство беше се како што планиравме со бодовите, но тоа треба уште да ја подобриме овие наредните утакмици. Но тоа треба што подобро да се прилагодиме на плановите, на идеите на новиот стручен штаб. Но тоа мислам дека многумина од нас знаат, пошто сме работиле на U21 репрезентација и мислам дека за брзо време ќе бидеме чисти в глава што идеја имаме и се надеваме дека ќе биде што подобро на наша страна. Мислам дека секогаш кога имаме позив за репрезентација ние едва чекаме за да дојдеме овде. Посебно сега што дел од нас се доста години заедно со шефот, заедно со сите нас, истите, може да кажам 90% истите играчи сме. Се знаеме многу добро и се знаеме колку години што направивме на овие години дека сме овде. Мислам дека клучните играчи сме сите, нема еден или два, три, четири клучни играчи. Ова е една семејство што сите сме битни, што сите сме клучни играчи и така треба да мислиме и понатаму. Новиот повик од новиот селектор ме радува и
нормално дека сум многу среќен што сум дел од репрезентацијата. Чувството е нормално. Како и првиот пат кога бев повикан, кога имам 26 години. Радосен сум, мило ми е што сум со вака една квалитетна и добра репрезентација. Се надевам дека ќе согласуваме заедно, дека ќе се адаптираме. Момците сите ги знам, сите ме знаат. Така да се е до нас, само треба да покажеме на тема. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно.